во Радовиш на средба со граѓаните, каква е агендата која е целта на овие средби? Задоволство ми е што денеска сме во Радовиш, да можеме да поразговараме со граѓаните на Радовиш. Целта е визијата за Македонија, да ја представиме визијата на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, да поразговараме, да ги слушнеме граѓаните, да дадат своји забелешки, своји предлози, критики така натаму, се со цел да направиме изборна програма која што ќе произлегува од граѓаните и сите забелешки, сите проекти, сите предлози кои што ќе ги дадат, да на крајот во програмата се почувства секој граѓанин на Република Македонија дека е дел од таа програма, бидејќи таква програма е реална програма што може да биде реално остварлива. Денеска Македонија тоне во економска криза, тоне во безперспектива и затоа мора да имаме силна програма која што ќе ги врати надеждите кај луѓето. Денеска сум премногу задоволен заради тоа што разговарав и со пензионерите од Радовиш, меѓутоа имав средба и со младите луѓе. И едните и другите се премногу мотивирани да се сменат работите во Република Македонија. Веќе е јасно дека Груевски е готов и заминува. Ги повикувам и сите граѓани на Македонија да се вклучат во оваа битка за рушење на режимот и да заеднички изработиме за посветна иднина на Република Македонија, да оваа наша визија на Социјалдемократскиот сојуз стане и визија на Македонија како треба понатаму да се развива. Ја очекувам дека оваа поддршка од ден во ден се повеќе расте, меѓутоа ни дава мотивација и ни ја зголемува и одговорноста за она што треба да го направиме. Јас знам дека граѓаните на Македонија заедно ќе извојуваат една голема битка, една голема победа, пред секоја што ќе биде насочена кон развојот на Македонија и иднината на граѓаните на Македонија и воопшто на државата. Денеска СДСМ побара повторни средби на работните групи на 4 партии. Дали тоа значи дека првено и официјално пропаѓа? Кој е вашиот став? Кои се идните чекори на опозицијата? Јас го соопштив ставот пред неколку дена дека не може да не се почитуваат договорите и не може да не се почитува законот во Република Македонија. Денеска повикавме на средба со миналите представници и со 4 партии да се разговара токму околу прекршувањето на договорот и непочитувањето на закон за специјалното обвинителство и повикуваме Советот на обвинители да ги избере престанатиот дел од обвинителите од тимот на специјалната обвинителка Катица Јанева. Со тоа што се удира врз независноста на оваа институција и непочитувањето на законите, Груевски покажа дека се плаши. Се плаши од својата одговорност, се плаши од соочување со правдата, и тоа готово е. Значи дојде моментот на соочувањето со правдата и тука враќање назад нема, тоа не смееме да го дозволиме заради Македонија и заради граѓаните. Значи апсолутно од луѓе кои што се плашат за сопствените зло дела може да се очекува се. Тоа е нешто што тие го прават. Јас знам дека СДСМ, председателот Заев, сите ние сме решени да успее приказната заради Македонија и таа приказна мора да успее, нема да дадеме да се остапува ниту 1 милиметар. Законите, договорите мора да се почитуваат. Апсолутно не сме да има обструкции, мора да се вразуми секој, па и Груевски во оваа држава, дека законите и договорите мора да се почитуваат и од тоа отстапки нема. Мора да се почитува договорот од 2 и 15 јули, мора да се донесат сите законски решенија, мора секој да се одговара за злоделата кои што ги има, Македонија мора да победи. Како приемте да искувате доколку ВМРО спомена остана на тој стат? Имате ли план? Повеќе од јасно е дека ние сакаме да договорот успее и да создадеме фер шанса за секој на наредните избори и од тоа нема да отстапиме. Мислам дека тоа е начинот по кој што ние ќе се водиме за да реализацијата на договорот биде успешна и да доведеме Република Македонија пред одржување на фер демократски нормални избори. Ако пропадне договорот, има ли избори? Нема да дозволиме да пропадне договорот, бидејќи за договорот стои меѓународната заедница, стојат 4 политички субјекти и апсолутно нема никој право да го руши договорот за кој што ставил подпис, без разлика дали он се плаши за собствената судбина или за собствената иднина. Мислам, ако треба да се повлече потек во овој момент, најмалку што може Груевски да направи е да го почитува договорот и да се соочи со собствениот страх.